другарки и другари, дами и господа, почитувани сограѓани од урбаната заедница Сењак-Дузлак, наши домакини, драги гости, добро вечер! Чест ми е задоволство да го поздравам вашето присуство на промоцијата и презентацијата на општинската програма, односно изборната програма на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз, програма со која се представуваме на овие локални избори. Инаку нашата програма е одраз и израз на желбите и потребите на граѓаните. Не е испратена и препишана од Скопје. Во овој контекст би сакал да напоменам неколку работи. Еден пријател ме сретна и ми рече како тоа програмата на нашите политички противници не е испратена и не е препишана од Скопје. Па да ви кажам, во 90% од содржината на програмата на нашите политички противници, не сакам ни името да го спомнам, значи 90% е скоро иста. Првите 20 од 30 страни се исти, со тоа што разликата е во тоа што на насловната страница само стое за Штип, за Кочани, за Прилеп, за Битола и така натаму. Да. Би сакал уште нешто да кажам со фактот дека навистина тоа доаѓа од Скопје. Заборавиле, замислете, на насловната страница да го тргнат камениот мост од Скопје. Значи кандидатот за градоначелник стои за Штип, а позади него стои камениот мост од Скопје. Тоа е навистина така, можете и да проверите. Додека нашата програма е навистина наша, односно ваша. Таа израз на волјата на граѓаните, која волја ја претошија во нашата програма околу 100 стручни лица. Таа навистина е и наша и ваша програма, а ќе се уверите од вечерашна промоција, односно презентација. Почитувани сограѓани, од секогаш од оваа местна, односно поново урбана заедница, на советничката листа имало кандидати од вашата заедница, така и ова година, односно така и на овие избори. Тоа се другарите Билјана Тодоров, да ги поздравиме. Трајче Нацев и Тони Вацев. Тоа се ваши комши, пријатели, роднини, луѓе од вашата населба, кои најдобро ги знаат вашите проблеми. Па затоа, уште на почетокот, би ве замолил. Кога ќе излезете на 22 март, ако сакате вашите проблеми да станат реалност, заокружете го бројот 14, затоа што, ако го заокружете, да знаете дека овие ваши кандидати овде и сите кандидати на нашата листа можат да се борат вашите проблеми да станат реалност. Тим кој ќе не направи горди и среќни на нашиот Штип, Здравко Коцев за градоначелник, заокружи број 1, советничка листа на Социјалдемократскиот сојуз, заокружи број 14. Да го поздравиме кандидатот Тони Вацев. Добро вечер. Чест ми е во оваа прилика и задоволство да ви се представам како кандидат за член на Советот во локалната самоуправа, односно општината, Советот на општина Штип, од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Би сакал да искористам оваа прилика да презентирам делови од нашата изборна програма, кои се однесуваат на нашите населби Сењак и Дузлак, за кои проекти нашето живење ќе го направат
поквалитетно и попристојно. Познато ви е дека во нашата населба се направи фудбалско игралиште кое се користи. Меѓутоа, тоа го нема добиено конечниот изглед. Еден од приоритетите на советниците од нашите две местни организации ќе биде да ова игралиште конечно го добие својот изглед. Во оваа смисла, со нашата програма е планирано да се изградат придружните објекти на игралиштето со облекувална, службени простории, потоа следува оградување на истото и негово хортикултурно уредување. Понатаму, како дел од нашата програма и заложба, ќе биде конечно да се изврши изградбата на патот кој ќе ги поврзе населбите Дузлак и Баби. За придобивките од изградбата на овој пат и функционирање на сообраќајот во овој дел од градот не треба да се трошат зборови. Нашата населба е релативно нова. Патната инфраструктура е во задоволителна состојба, но тоа не значи дека нема да се направат одредени поголеми зафати. Конкретно се работи за реконструкција на дел од улицата Сремски фронт на потегот од училиштето Димитар Влахов до незиното поврзување со улицата Драги Крупишки. Сите знаеме дека овој дел од улицата е во очајна состојба. Во овој дел најголеми зафати се планираат и на уредувањето на тротоарите, кои исто така ни се во очајна состојба. Уредувањето на дворните места кај колективните стамбени згради е приоритет не само кај нас, во нашите две местни заедници, туку е присутно и ќе се изврши во целиот град. И на крајот, да потенцирам дека за местноста Дузлачки Рид е планирана одредена активност, за која ќе слушнете од излагањето на кандидатот за градоначелник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, другарот Здравко Коцев. Тим кој ќе не направи горди и среќни на нашиот штип, Здравко Коцев за градоначелник, за окружи број 1. За да се оствари ова што го кажав, на 22 март потребно е масовно да излеземе и да гласаме за советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и носителот другарот Новит Здравев и да го заокружиме редниот број 14. Благодарам. На вистина, почитувани сограѓани, ќе биде значајно, многу значајно, да не заборавите да го заокружете бројот 14. Сега по нашето сценарио, чест ми и задоволство да го повикам да ви се обрати нашиот носител на кандидатската листа за советници, инаку успешен раководител на Средното медицинско училиште Јане Сандаски, познат спортист од порано од бојкар, спортски работник, уште попознат како педагог. Реков носителот на советничката листа Новит Здравев.